Се распаѓа споменот за Мистон во Беровското село Ратево, распаднатиот покрив, паднатите греди, урнатите ѕидови и сеќавањата кај ратевци, се единственото нешто што остана од аферата која пред 99 години ги полнела насловните страници на европскиот и американскиот печат. Гордоста на Малешевијата, големата куќа на селскиот кмет стара 300 години, била неколку дневно скривалиште на комитите од четата на Јане Сандански, со кинапираната американска мисионерка Елен Стоун и Катерина Цилка со незиното бебе. Сеќавањата на ратевци пренесувани од колено на колено уште ја чуваат тајната на породувањето на Катерина. Бабицата Миропе и помогнала на Катерина, а незините потомци гордо велат дека Катерина со писмо и се заблагодарила на баба им, но денес на писмото му се губи трагата. Комитите слегуваат од планината за да бараат помош во село Ратево и доаѓаат кај мојата баба. Ја земаат на конј, извршуваат породувањето на планината во близина на Ратево и ја донесуваат Катерина во куќата во селото каде што бил сместен селскиот кмет. Фактите велат дека 6 месеци мисионерката била чувана од комитите и криена од турците на Малешевските планини на Пирин планина. Тоа е период втора половина на 1901 година, каде што биле заробеници американски мисионерки престојувале токму во оваа куќа која сега е пред распаѓање. Ниту собствениците, ниту надлежните не направиле ништо да се сочува овој спомен од заборавот. Пред околу 30 на години од Завод заштина спомениците на Македонија имало иницијатива за да биде заштитена оваа куќа. Знам дека пред неколку години оваа иницијатива повторно беше родена. Сепак од Министерството за култура вела дека никој не побарал од нив заштита на оваа куќа, како и да е во овој крај на забот на времето се оставени спомен обележјата од предилинденскиот период. Во Разловци со децении нема кој да ја смени кровната конструкција на спомен домот на Разловечкото востание, а куќата на водачот на востанието Поп Стојан е веќе руина.